Реконструкцијата на Охридското државно средно угостителско училиште Ванчо Питошевски под лупа на државниот просветен инспекторат. Доколку не се обезбедат услови за одвивање на наставата со физичко присуство на учениците, ќе следуваат санкции за раководството. Просветните инспектори еднаш веќе издале решение со опомена за директорот на училиштето, чија реконструкција трае од ноември 2021 година. Поради непостапување согласно закон, издадено е и решение со наредба со кое се наредува на директорот на училиштето Ванчо Питошевски да го отстрани констатираниот недостаток и да обезбеди услови за непречено одвивање на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците согласно на закон. Постапката продолжува, а доколку директорот не постапи по ова решение, со наредба ќе следи издавање на прекршочен платен налог. Свесен дека местото на учениците им е во клупа, директорот очекувал децата да се вратат на редовна настава за месец, односно два. Од почетокот на оваа учебна година, 235 ученици учат од дома и неизвестно е дали воопшто до крајот на годината тие ќе се вратат во училиште. Реакции имаше и од родители и од ученици, бидејќи наставата се одвива онлайн, меѓутоа на крајот на крештата морат тие градежни активности да се завршат за да училиштето го добие онај предвиден изглед кој што е зацртан. И ова не е прв случај. И во најголемото струшко основно училиште Браќа Миладиновци, лани наставата во второто полугодие околу 1000 ученици ја следеа онлайн, затоа што училиштето се реновираше. Согласно Законот за основно образование, онлайн настава може да се организира само во утврдено постојање на кризна состојба, прогласена епидемија, односно пандемија, поплави, пожари и други големи природни непогоди. И за тоа одлука треба да донесе владата, а не училиштата да постапуваат сами на своја рака. Но од Министерството за образование се оградуваат од одговорност и за случајот со државното средно угостителско училиште велат дека капиталната инвестиција не можело да се заврши за кратко. Затоа училишното раководство донесло одлука за организирање на онлайн настава. Инаку предвидениот рок од 18 месеци за реконструкција на училиштето истече во јули 2023 година.